Не сме во домот на Джокси, туку во ресторанот Дион, каде ќе ги вапцаме јајцата во очи големиот христијански празник Великден. Додека Джокси ги вари јајцата внатре, ние одиме да се подготвиме. Джокси, без тебе не поминува Великден, мислам дека и денеска малку ќе го одбележиме на поинаков начин. Секогаш те повикувале во емисии да пееш, да свириш, меѓутоа денеска ќе вапцаме јајца. Зошто да не? Ајде конечно да се види како вапсам јајца, не? Да заокружи разговорот. Ама па добро, тоа не е новитет за мене. Тоа често го правам дома. Меѓутоа, кога веќе ајде да кажам ме натера ова да го направам, сегогаш спомените ме враќаат назад кога со баба ми уранија ги вапсавме јајцата, инаку знаеш, порано ни беше не забрането, меѓутоа не беше убаво за да се вапсаат јајца, знаеш, она што викаат сега во ново воопштество едно умие. Меѓутоа, ние некако баба се криеше, ела од оваа страна малку, од онаа страна че свареше јајца. Боја не со боја, туку со љушпа од кромит. Така да. Тоа се уште се прави, има некои што го практикуваат тоа. Предпоставувам дека некои и на таков начин, што би кажале, еколошки, нели? Добре, ве ти си сведок на тоа што се случувало години наназад. Меѓутоа, колку се променет тие обичаи денес? Дали можеш да ни раскажеш што почувствува на своја кожа? Па, ја мислам дека обичајот не може туку така да се смени преку ног и тоа се пренесува од колено на колено. Единствено само што може да се модернизира техниката за вапцање јајца. А гледам на интернет сега, значи има 1001 начин како да дојдеш до убаво вапцано јајце. Ми се допаѓа што многумина цртаат на него. Многумина ги прашав од оние што ги определивме да разговараме кај нив дома. Е тоа, дали ти постиш? Дали постиш овие изминати 40 на дена? Оваа година не, затоа што имам некои здравствени проблеми, ајде се да кажам, па морам да се придржувам по одредена програма. Меѓутоа, имало години кога сум постел, и тоа не строги, постел не 40 дена. Добро, Джокси, денеска ние вапцаме јајца. Како тебе ти оди низ годините со кршење? Дали си махер по тоа прашање, дали изневируваш, односно си со дрвено јајце, можеби, во некој случај? Не, во никој случај. Меѓутоа, последниве неколку години во мој раце секогаш доаѓа некој јајце кое е доминантно во кршењето, така што Имаш некоја своја тактика? Па не е тоа тактика до јајцето е тоа. Магични раце. Тоа е до јајцето. Сега има јајца од различни кокошки. Мислам дека тука е проблемот. Оние ситнine малине јајца што се од моркине што ги носат оние едни препелици. Вела дека тие јајца се најјаки, најцврсти, меѓутоа тие тешко се вапцат, затоа што веќе се самите шарени. Меѓутоа од овие класични што ги имаме од нашиве фарми овдека, мислам тоа све зависи, значи моментот сега кокошката, петелот како го направил. Кокошката како го снела, на која страна паднало јајцето, разбираш, жолчката. И така. Кажи ми, еве, оваа година имаме споен викенд, сите некако ќе се го искористат за надвор. Дали ти одиш по она изрека каде да си за Великден дома да си? Па ние за Великден ќе бидеме вечерта дома, традиционално одиме во Тетово, затоа што на жена ми фамилијата е од таму. Имаме таму тетки, баби, дедовци, кои за Великден ги поминуваме. Сега, они си имат и една традиција која така мене ми се допаѓа, што неделата за Великден шетат по фамилии и така да кажеме, оние луѓе кои во текот на годината не успеале да ги видат, да им честитат заедно за убаво да е, нели? Би те прашала дали ти се јавуваат некои од твоите пријатели, обожаватели на твојата музика да ти кажуваат Джокси, јас на Великден навистина се заљубив? Не ми се јавуваат, меѓутоа ме среќаваат по улица. И да, бројот не е мал. Значи нема кој не ме сретнала да не кажал. Јас на Великден раскинав.
може би раскинале подоцна. Меѓутоа, сите ги врзува, ете, празникот великденски и ова песна некако им доаѓа као некој белег на тој момент. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Еве пред тебе. Сега се кршиме. Сега се кршиме со јајце па да видиме што ќе излезе. Ајде, Николинче, ама чекај се, ова треба прво вака. Ајде да видиме што сме направиле денес. Розево! Добро, фати лубојчко. Ајде, домаќин човек. Еве го. Кажи ми, ова е за тебе? Добро, ти благодарам, убаво изгледа. Немој само да ми каже дека си го наместил дека. Не истресува. Конјакот е. Ќе тепа на крај. Кој? Сега ќе видиме. Летаат флаши чаши. Ајде да видиме. Ја Ти лежам. си спремен? Ја лежам, ти чукаш. Ајде да видиме, на 3 на 2 на 1. Не е битно е до јајцето. Ајде, може? Може. Јао, па ти си... Лежи, душо, лежи. Вау, од двете. Не е можно, значи. Вади ги другите јајца, не прифаќам. Ти си навистина махер во кршење. Што ти кажам, не е до мене, не е до кршењето, до јајцето е. Значи, кокошкава го снела јајцето на вистинско место во вистинско време и на одреден агол. Джокси, ти благодарам многу што одвои време и вака убаво малку поинаку да си поминеме на овој ден христијански Великден и ќе ти посакам уште убави моменти со тебе да помине ексклузив 1 ТВ и секако со поубав повод да се гледаме кај нас. Ти благодарам многу што ме поканиете на ваков начин да го прославиме овој празничен ден, а воедно на вас, на целата екипа што сте во Еден ТВ и на сите гледачи на Еден ТВ им го честитам Великденскиот празник.